Слушнете ги од прва рака тајните и семејната историја на 102-годишната куќа на Бектешовци од Донка Илиевска, правнука на Петар Бектеш, кој со 2000 Наполеони ја изградил оваа прилепска убавица која преживеала војни, национализации и режими. Во куќава сум изгледан и не сум родена, 51 година јас за жал, бидејќи 48 година национализирана, одземена од дедо ми, ја изградил дедо ми Петре, 23 година, пред 101 година. И само што завршила Втората светска војна, 48 година е национализирана. Човекот, јас не знам како останал жив кога му ја одзеле, куќата со големи напори успеал да земи да влеземе во избата. Цела фамилија, дедо ми, баба ми, јас и брат ми, во изба живеевме и во изба умре баба ми Донка, на која што јас сум крстена. И не знам во која бедотија овде, не дубам јас како било богато, кажува дека со служители кој се прајде слави, ама полека нас ни ја дадоја од визбите, се качивме во двете соби овие, па во двете, онаму пак беа музичко горе, виолините свира и трубите. Нас дедо ми Петре не изгледа. За жалко имаше мајка ми 38 години, почина 68 година. Остававме сираци, трите деца и некако се животот помина и успеавме кој како да се снајдиме во животот. И откако мојот сопруг почина 90 година, јас нечесто бев овде скоро. И си живеев со маштеја 55 години, многу убаво си поминавме, таа почина на 92 години пред 2 години. 52-3 години после неа поминав. За жал, сега никој не ичи да седи овде, откако останав сама, е тешко да ја одржаваш оваа куќа во секој поглед. Кровот, орнаменти имат украси на куќата од сите страни, завртете од сите страни, ќе видите оти недостасуваат многу како важни, како убави се оние како по црквите се. Многу луѓе врват овде и се крстат мислејќи дека е црква. Би било убаво да не послушаат од некаде министерството, па да наново да ја заштитат кровот. Ова било пребогато, значи со 2 салони овие врати се отворат, се отвора и таму зидо не постоеше и велелепна јас думам растев овде, се излегуваше од 2 улази, овај бил за слави, за Великден, за свечаности, гостите иделе одавде и многу пати гостите во времето седеле овде и овде огледала имао и добар ден си се поздравувале сами со себе, не знаеле дека во времето не постојат такви огледала големи. Задржани се овој кауч, канапе по-старско, тоа му е донесено. Фрижидер, некој првиот фрижидер во времето. Стиките кои што дедо ми ги донесол од Америка и секогаш ни раскажуваше дека од едната е кај што тргнал Колумбо, а другата е кај што стасал во Америка. Се интересно. Во оваа соба има мусандри, ги вика мусандри, току ќе отвориш соби се цели. Таму му стоеле јоргани, постели, ковчези имаше. Најсилен момент и гордост ми беше мене, затоа што учев во школот до нас Кочераци, што во секоја година до 8 одделение поликовно не носеа на реката на ова кеот да седниме на коритото, да сите наредени ученици ја сликавме, ја цртавме оваа куќа. Да биде ваква додека сум жива. После и да не речам, ама не му останувам за да ја одржават, иако не живеат овде.
А не би било лошо да си има некоја фамилија, да живее или синми, или керками, или зетми.